srce moje, nigde više mira nema, jedna želja otišla je, samo će mi život sprema. Hajdemo dalje, moja tugo, tamo gdje nas ne zna niko. Priča moja iz detinjstva, na tebe sam navikao. Hajdemo dalje, moja tugo, tamo gdje nas ne zna niko. Priča moja iz detinjstva, na tebe sam navikao. Добар ден и среќен ден Владо Павлов. Децата се нашето богатство. Децата се нашиот приоритет. Поради сето она кое што и со кое што се справува Владо Павлов со години уназад е вистинската причина поврзана со децата. За сето она што се прави, ние, а посебно јас, како Владо Павлов, до крајот на мојот живот, ако треба, ќе дадам се и ќе докажам вистината и правдата пред моите деца најпрво, а потоа пред сите вас. Ова злосторничко здружување, кое што е направено, се со една цел и се со еден интерес на уништување на делото на Владо Павлов, на уништување на сето она што го направил за Македонија, каде што олигарсите, урбаната мафија и сите оние кои што учествуваат имаат за цел да се нафатираат на она големо мое дело и на сето она што го поклонувам на вас, македонците. Се вклучуваме откако ова песна ќе заврши, кој што упатувам до моите деца, затоа што никогаш нема да дозволам на сето она што се прави и провокации кои што правеа и до ден денес кои што продолжуваат обнарачатели да направат проблем, да го испровоцират Владо Павлов, а се со една цел да го направат насилник или било што. Оливер, како си денес? А ти, Мичо Крокодиле, те поздрави Оливер. Продолжуваме за кратко. Уморне ме много често, завејано стазом воде, у лутењу своме тужно, јас се питам зашто оде. Ајдемо дале, моја туго, тамо где нас не зна нико. Priča moja iz detinjstva, na tebe sam navikao. Ajdemo dalje, moja tugo, tamo gde nas ne zna niko. Priča moja iz detinjstva, na tebe sam navikao.
sam naviko. Ajdemo dalje, moja tugo, tamo gde nas ne zna niko. Priča moja iz detinjstva, na tebe sam naviko. И покрај се, не им направив кејф да загинам, да ме испровоцираат, да ме уништат, да ме докосураат. Уште еднаш, едно големо благодарам до Александар Божиновски. Многу те сакам, затоа што не ја прочита првата книга која што ти ја дадов, Грофот Монте Христо. Потоа, не ја свати пораката, кога на промоција на најголемото светско дело во Јурумлери, ти ја ставив позади врат единствената икона во цел свет, органска, од Георги Победоносецот. Затоа, многу сум ти благодарен. Од дното на душата најмногу те сакам, бидејќи јас самиот она зло што се собирало околу мене и до мене, немало да сум можел да го испрлам вака, како ти што го зеде целото зло кон себе и ми докажа дека навистина многу зло имало околу мене и кај мене. Те сакам и почитувам Александаре Божиновски. Иако, како мој ученик, не ги свати пораките со Грофот Монте Христо и со органската икона на Георги Победоносецот. Ама тоа не е проблем на Владо Павлов. Тоа е проблем на тебе и на сите онија околу вас. Сакајте го, македонци мои, и вие овој човек, бидејќи тој ако не беше злото околу Владо Павлов и кај Владо Павлов, се уште ќе постоело. Но ние денес со ова вклучување во живо не сме да дебатираме за оние кои што поминаа околу нас и оние што све правеа. Ние овде сме денес да го најавиме големиот мировен протест на 22 декември, на нивната зимна равнодневница во 10:00 часот пред МВР Довлочени, иако е донесена одлука да се вратат артефактите. Тоест, овие докази, веднаш од кога ќе го подпишам записникот, ќе барам прием кај министерот Љутков да ги преземе Музеот на Република Македонија, затоа што повеќе Владо Павлов нема да ги чува, се додека заедно со тим од нас фалангисти и со тим археолози не ја докажеме вистината за најстариот доказ пронајден во светот на цвеќето на животот, кој што го символизира македонскиот кутлеш. Затоа ве повикувам сите заедно од цела Македонија на 22 декември во 10:00 часот, сите пред МВР Довлочени, каде што јавно и гласно ќе им покажеме дека вакви дела не треба да бидат во депото, фрлени во темнина, дека вакви дела кои што значат живот за Македонија и враќање на името Македонија без Северна, треба да останат онаму каде што е потребно. Владо Павлов и фалангата овие хронисани докази ги чуваше 20 години поради немарноста на големиот Паско Кузман, Митрадидот од Албанија. Затоа, уште еднаш, мировниот протест пред МВР Довлочени, на зимска равнодневница, на нивниот празник, на празникот на Јанус, на празникот на Лукавиот, на празникот на Двоглавиот, ќе го организираме и јавно Владо Павлов овде пред МВР Довлочени ќе ја каже, ќе ги каже сите овие патишествија за се она што се правило и за се она што имаат во план да го прават во иднина. Сите заедно
како тоа што го направивме на 23 март, на нашата македонска нова година, на нашата пролетна равнодневница, во поголем број денес на нивниот празник, по нивна глава ќе биде мировниот протест со докази и аргументи за се оно што се правило и кој наредил во овој претрес да се отме, да се отуге и да изврши кражба на овие значени докази за Македонија, кои што ние фалангата ги чувавме откако музејот на Република Македонија и тогашниот голем директор Паско Кузман ги остави на милост и немилост. Ке бараме одговорност, затоа што Владо Павлов има докази. Доказите се дека претресот е извршен поради кривично дело надри лекарство, а веќе и ова надри лекарство им отиде во сенка, затоа што управниот суд донесе одлука дека ние вршиме услуга и дека ние плаќаме даноци и се што треба и ДДВ на ова наша Македонија, тоест Агапи. Докажавме дека нема пуштање во промет на штетни средства за лекување во собите, затоа што лабораторијата докажа дека Агапи не само што е просторија, туку таа е и стерилна просторија од највисок ранг со доказите од лабораториски извештаи. И трето, докажавме дека ние работиме и нема измамување на купувачите од Агапи, затоа што сите вие праќавте услуги, а поголемиот број, 90%, ние дававме бесплатно. Ние, македонци мои, до ден денес вршиме бесплатни услуги за дечињата. Ние, македонци мои, тогаш вршевме бесплатни услуги за наши браќа и сестри македонци кои што правиа хемотерапија. Ние, македонци мои, го правивме ова како македонци, како хуманитарци, а не некој да измислува кривични дела кој што купувал джипови, джеб, црни, а се со една цел да проневерува и да игра, да пере пари на претходната влада и на големиот оној кој што сите вие го знаете. Но тоа си е нивен проблем. Бог е еден, единствен. Само требаше да имаме трпение. А трпението, сите овие работи ќе ги донесе на виделина. Тоа значи дека во ова наредба за претрес никаде не стојат артефакти, никаде не стое претрес да се тражат и да се врши продажба на артефакти од Владо Павлов. Чим претресот е извршен, а овие докази и овие аргументи и овие камени фигури се отстранети од нивното место каде што се чуваа, па дури и против пожарна екипа викаа да ги тргне, да ги откачи, затоа што Владо Павлов ги постави така, па дури кога не сум дома, да не може никој да ги отме, а представени на преку 100.000 македонци кои што поминаа преку Еремија. Ако Владо Павлов имал за цел овај кроничен доказ за Македонија без Северна да го скрие, тоа идентично ќе го направеше и се сомнева во сите оние кои што ги отугија и немаа право да го прават сето тоа. Должноста нивна на МВР довлочени е да ни каже зошто се земени кога во претресот не стојат вакви докази за Македонија. И затоа, и покрај одлуката да се вратат, ние повторно ќе протестираме пред МВР довлочени, бидејќи се сомневаме дека некој имал за цел да ги оттуги, да го намести Владо Павлов и овие артефакти, кои што се од големо значење за Македонија, а чувани во Еремија со фалангата и Владо Павлов да ги сокрие од сите вас. Тој треба да излегне пред лицето на правдата и покрај се што е донесена одлука од јавниот обвинител. Ние нема да прекинеме. Ние и покрај се на 22 декември во 10:00 часот сите заедно пред МВР довлочени и еднаш за секогаш да расчистиме со вакви криминални банди, со вакви полициски подземни структури и со сето оно што значи уништување на македонецот. Доста е, ќе биде нашата парола. Нашата парола
за мировниот протест ќе биде доста е, македонци мои. Зошто е доста? Затоа што доста ние бевме македонци од 5, 6 и 7 ред. И ова, се што се правеше, нека биде последно врз некој македонец, како тоа што го правеа со мене и како тоа што се уште го прават. 22 декември и покрај добрите резултати и покрај сето оно што е донесено како одлука, ние фалангата и Владо Павлов доста е сите заедно на мировен протест во 10:00 пред Новород увлочени Кочани мое. Да живее Македонија, за Македонија се и за овие дела за спас на името Македонија. После мојата трибина, која што ќе ја одржам за сето ова што се правеше зад грб на сите нас, имаме и петиција пред Новород увлочени за враќање на името на Македонија со доказите од Владо Павлов и Македонска фаланга. Да живее Македонија, да сте ми вечни живи и здрави македонци и ве очекувам во голем број на нивниот празник, на празникот на Јанус, на 22 декември во 10:00 сите пред МВР довлочени Кочани. Да живее Македонија и започнуваме со петиција во сите градови за враќање на името Македонија, затоа што ние го имаме тоа право. Правото е наше да бидеме македонци, затоа што овде е Матеа. Од овде е започнало создавањето на Македон, а тоа ни го докажува и ни го гарантира ова камена фигура со две афионски чушки кои го чуваат животот на земјата, тоест етерот, или во превод цвеќето на животот. Да живее Македонија и таткото на македонскиот кутлеш, ова камена фигура и писмо најстаро во целиот свет кој што потекнува од Македонија и многу други докази кои што Македонија ги има за враќање на незиното име. Да живее Матеа! Со дух, ум и фанатизам од денес нашата парола ќе биде за Ематеа. Ве чекам, ве сакам и едно големо благодарам за се што правите заедно во овие најтешки мигови кога треба да си македонец во својата држава, а ти си најголем непријател ако си најголем македонец во својата Македонија. Да живее Матеа, да живее мајката на Македонија, да живее овај доказ за Македонија бесеверна. Ве чекам 22 декември 10:00 пред МВР довлочени Кочани.